Ако опозицијата ја смени власта со своите јуришници и предводници на протестите, а тие затоа се таму, тогаш Македонија е се во неа, нема да направат револуционерен чекор напред, туку ќе ја вратат државата и позициите од катастрофалната приватизација, рекетарството, сивата економија и другите лоши атрибути на транзицијата. Засегнатите веднаш ќе прашаат зошто. Не може тие што додека биле на власт и оправдано биле плукани, сега со плукање да се вратат повторно таму. Доволно е да се погледнат јуришниците на опозицијата и протестичарите низ градовите и се да биде јасно како бил ден. Поранешни полициски началници кои преку службата станаа бизнисмени, ситни малски профитери кои се охрабриле со громогласноста на мегафоните, пропаднати екс-функционери, бизнисмени на кои им треба ветер во грбот за да станат малку поуспешни. За жал, само народот е потиснат некаде на маргините на случувањата. Народ и поделен народ. Дали тука има разлика? Има, и таа е суштинска. На Македонија наместо народи се случува поделен народ, а тоа води кон бездна. Една држава да биде просперитетна, сигурна и напредна, треба да и се случи народ. Дали тоа е возможно и кога? Да, тогаш кога народот ќе собере сила да ги издистанцира добрите од лошите политичари, честните од корумпираните, како од власта, така и од опозицијата. Кога во првите редови на народните протести ќе застанат паметните и способните. Никако малски профитери кои своето урлање и блатење подоцна ќе го наплатат со некое работно место или друга привилегија.